Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утринскиот брифинг, а ова е време за првиот разговор во утрински брифинг за денеска. Од недела граѓаните на Скопје, но и сите посетители на главниот град ќе може да повторно да уживаат во панорамските погледи на планината Водно. Стартува со работа жичарницата која поради пандемијата досега не беше во функција. За корисниците ќе важат препораките, односно ќе мора да се придржуваат до протоколите за заштита од COVID-19, пред се задолжително носење заштитна маска. Со одговорно однесување на секој поединец, сите ќе може да уживаме и безбедно да го користиме овој вид на превоз до Милениумскиот крст. За сите детали во продолжение разговараме со портпаролот на јавното собраќање предпријатие Десмина Трајковска-Димова. Десмина, добро утро. Добро утро, Александар. Поздрав до сите кои што ме следат со стенава. Така, благодарам. Најавите се дека неделава почнува со работа жичарницата. Знаеме ли точно кој ден ќе биде означен стартот? Па, ние знаеме, меѓутоа сепак ќе оставиме за сите оние кои што не следат пошто се граѓани да едно мало изненадување. Да речам, ќе бидат навремено известени кога ќе почне со работа, меѓутоа известно е дека ќе почне со работа до Нова година, односно до петок. Така. Ги направивте ли сите подготовки, ја тестиравте ли линијата пред незиното повторно стартување? Да, жичарницата е функционална, од техничкиот безбеден аспект е подготвена за пуштање во употреба, значи завршени се сите неопходни процедури и тестирања, ги поседуваме сите неопходни соодветни дозволи и сертификати за работа. Односно, во изминатиот период извршен е редовен технички преглед, редовен годишен преглед на објектот. Во неколку наврати имавме мониторинг од страна на Државниот инспекторат за жичарници при Министерството за транспорт и врски, како и од Државниот инспекторат при Министерството за економија. По сите тие процедури, постапки тестирања не е утврдени никакви неdoslедности, односно добиени се сите позитивни технички извештаи и објектот е подготвен за пуштање во употреба. Со оглед дека поради пандемијата од коронавирусот беше временно запрено функционирањето, најавите се дека допрва не очекува нов бран од сојот Омикрон. Установени ли се протоколи кон кои мора да се придржуваат сите при незиното користење? Така да, сигурно изготвен е и протокол кој што неодамна доби зелено светло од Комисијата за заразни болести. Значи изработен е протокол за функционирање и користење на жичарата во услови на COVID-19. Од најбитните, да речеме, точки согласно протоколот, кои што се битни за патниците, се однесува на бројот на превоз во даден момент, односно ќе се дозволи во кабина влез на максимум 4 лица, што е всушност 50% од скупниот капацитет на кабината. Сите патници при превоз ќе треба да користат маска. Пред влез во кабините ќе се врши дезинфекција на раците на патниците, ќе се мери температура. Сето тоа ќе го прават, значи, се е вработени на објектот. Инаку, освен тоа што патниците ќе треба да го посетуваат утврдениот протокол, и ние како ЈСП, кој се стопанисува со жичарницата, имаме уврска кабините за ги дезинфекцираме 3 пати во текот на денот. Во кабините прозорците ќе бидат постојано подотворени за да се врши проветрување. Ќе се регулира чекањето ред при купување билет, односно ќе треба да се почитува препорачаната дистанца од 2 метри. Тоа се во главном најбитните методски од протоколот кон кој што ќе треба да се придржуваат патниците, како и нашите вработени. Сега сите нас не интересира кога и какво ќе биде работното време на жичарницата, односно од колку до колку часот ќе може да ја посетиме и да ги користиме незините услуги. Така, работното време како и до сега, односно да повториме, значи секој понеделник и секој последен вторник во месецот ќе бидат неработни денови на жичарницата. Тоа се денови кога се вршат тековните проверки и прегледи на објектот, што значи да повторам, понеделник и секој последен вторник во месецот е неработен ден,
А што се однесува до статисата, годиновите кога таа ќе работи, соодветно на овој период од годината, објектот, односно жичарницата ќе работи за превоз на патници од 10 наутро до 17 часот, односно во 16:45 ќе биде последната тура од горе надолу, што би рекле ние, односно оние кои што користат жичарницата, знаат точно што значи тоа. И сега, поради намалениот капацитет на искористеност, би сакал да прашам колку ќе биде цената на билетите? Дали ќе има поскапување или останува иста? Не, цената останува за сега иста. Значи, повратен билет, односно цена за возрастни е 100 динари, а за деца е 50 динари. Да напоменам само дека за деца до 6 години е бесплатен превозот. Исто така бесплатен е превозот и за возрастните лица, односно за жени со и над 62 години и мажи со, односно над 64 години, и во случајот ќе треба да се легитимираат со документ за лична идентификација. Современиот прекин на жичарата времено беше прекината и посебната автобуска линија до Средноводно. Значи ли тоа дека повторно ќе биде пуштена во сообраќај? Да, секако. Впрочем и автобуската линија која што сообраќа до Средноводно некако природно иде во пакет со жичарницата. Станува збор за автобуската линија, за трите автобуски линии, до Средноводно 25, 25А и 25Б. Да појаснам за тие што не знаат, 25А сообраќа од транспортен центар до Средноводно, 25А сообраќа од катната гаража на улица Свети Кирил и Методи, поточно од кај поранешен Цветен пазар, така скопјани полесно нели се ориентираат, поранешен Цветен пазар, односно катната гаража, а 25Д од Дом на печат до Средноводно. Сега 25 сообраќа секој ден, освен понеделник кога и не работи жичарницата, 25А и 25Б само за време на викенд. Цената на користење на овие автобуски линии и како во секојдневно вообичаено во јавниот превоз, но во деновите од викендот сите три автобуски линии се бесплатни за сите категории на граѓани. Сега полека од жичарата се префрливме на автобускиот превоз. Тука сакам да отворам уште неколку прашања. Уште од почетокот на пандемијата беа дадени јасни насоки за сите патници во јавниот превоз како треба да се однесуваме во услови на пандемија. Се почитуваат ли протоколите или има и такви кои што се обидуваат да ги заобиколат кога е во прашање јавниот превоз? За жал се уште сме сведоци дека има патници, несовесни патници кои што при користење на јавен превоз не носат маска. Значи ние во изминативе верите си 2 години, ајде да речеме откако настапи пандемијата, постојано апелираме на честност, на совесност на секој патник, бидејќи само на тој начин нели ќе придонесе за заштита на сопственото име и колективното здравје и потенцираме дека за жал ЈСП Скопје нема ингеренции, нема механизам ниту да забранува влез на патници кои што при користење на превозот не носат маска, ниту пак смееме да ги кажнуваме. Верувајте да нас постуваат секојдневно реакции од патници кои што ги потврдуваат протоколите, делаат бараат од нас да ги заштитиме, но за жал ќе повторам, ние немаме ингеренции да забрануваме влез на патници без маска, ниту да кажнуваме и се следува на совеста на секој поединец. Се прават ли редовни дезинфекции на возилата на градските линии? Значи, да, не само во услови на пандемија, туку воопшто чистење и дезинфекција на секој возило кој што се случува во јавниот превоз е секојдневна практика од така наречена дело, така наречената дневна нега, а што значи тоа да ви појаснам, значи секој возило кога завршува со сообраќање, кога завршува линијата, односно се повлекува во гаража, освен тековниот преглед на автобусот по однос на функционалноста, се врши и чистење, дезинфекција, конкретно со дезинфекција со средство на база на дезентал и алкохол се пребришуваат ракохватите, рамките на сетиштата, прозорците, подовите и слично. Би сакал тука да прашам и уште што се случува со ноќните линии, има ли најави дали и од кога ќе почнат да се обраќаат? Да, ноќните линии
еве постепено како што жичарата и 25-ките ги враќаме во функција кои што прекинаа за работа со ковидот, така и ноќните линии во неколку наврати функционира, но кратко повторно беа прекинати. За сега интензивно се работи и праќање на дене ричици кога и тие ќе се вратат во функција, значи постојат неколку ноќни линии, оние кои што ги користат прочени знаат кои се тие и на кои траси се обраќаат, но сепак за денот, односно терминот кога повторно ќе бидат пратени во функција, кои линии, на кои траси, под кој режим ќе се обраќаат, ја сепак како и досега навремено ќе ја информира јавноста. Можам да напоменам дека и за сите информации, туристите на јавниот превоз може да ги следат на нашата Facebook страна, како и на веб страната, а ние редовно ги информираме и медиумите, а не како и граѓаните корисниците на превоз. Значи ќе бидат навремено информирани. Така, на крајот од оваа календарска година сме, тоа значи дека истекуваат и годишните студентски билети. Дали тие ќе треба да се обновуваат, каде тоа треба да се направи и која документација им е потребна на студентите за да може и следната година да го користат ова право? Ало? Дали ме слушате, Деспина? Да, слушаме, да, во ред Александар. Да, моето... Ме прашавте за студентските билети за продолжувањето, да. ако добро ве слушам. Да. Значи, тоа не е ништо ново, тоа е вообичаена пракса. Значи, сите оние студенти кои што користат студент за бесплатен превоз, годишен студентски билет, имаат обврска да го продолжуваат билетот, бидејќи неговата важност е календарски во годината. Веќе сме на истек на годината, дела студентите веќе го имаат продолжено, оние кои што допрва ќе го продолжуваат, тоа треба да го сторат во некој од 7 центри за персонализација на ЈСП, за да се продолжи билетот, услов е студентот да има запишано зимски семестар, се продолжува и потврда за редовен студент, не постара од 1 месец, како и лична карта на обид. Деспина, мислам дека ги опфативме сите оние прашања кои што се од интерес на јавноста, барем изминатиот период. Секако остануваме отворени за понатамошна соработка. Ти благодарам за учеството во денешниот утрински брифинг. Само доколку дозволите да напоменам, во пресред на зимскиот распуст, значи за корисниците на средношколските билети, како и за возниот ред на линиите во пресред на новогодишните и божичните празници, ќе има, како што е вообичаена пракса, измени во режимот, и тоа, како што реков и пред малку, за сите измени, како и новини кои се следуваат, ЈСП, како и досега, ќе информира јавноста преку медиумите и преку социјалните мрежи и веб страната на предпријатието. Деспина, колегата Саша Ордановски ми се приклучи во студио и ми сигнализира дека и тој сакал да праша нешто. Деспина, само едно прашање, можеби не слушнав додека влегував, можеби веќе го поминавте тоа со колегата Петрески. Дозволено е кучиња да се возат во корпите, бидејќи има многу луѓе кои што би се прошетале со домашните животни горе, ако имаат маска и така натаму, или кучиња немаат пристап во жичницата? Има пристап со одветен транспортер. Значи, тоа е веќе дозволено пред, ако не се лажам, 1 година или година и половина. Меѓутоа, збориме за автобусите, а за жичарата пред да настапи ковид, значи повеќе од 2 години. Значи, дозволен е влез во кабините на жичарницата на куче, меѓутоа во соодветен транспортер. Транспортер, значи мора во корпа да биде, што? Така, да. А не може на ланец, не може со маска за кучиња? Значи, последната одлука беше во транспортер. Добро, мислам дека може би има место и да размислите за таа одлука да се прилагоди, бидејќи сигурен сум дека бидејќи во Скопје веќе има толку многу луѓе што имаат домашни миленици, што ќе им биде навистина многу убаво да се качат догоре, ама сега корпи и така, тоа речиси ми звучи како Mission Impossible. Еве колегите овдека прашуваат дали може и велосипед да се... Да, велосипеди мислам дека може, нели? Не знам дали имаше некои измени во однос на велосипедите, со оглед на тоа дека имавме 2-3 непријатни ситуации, со оглед на тоа дека не функционираше жичарата скоро 2 години. Може за овој податок да ги контактираме колегите, да видиме што последно, верувајте дали ненамерен пропуск не информирале за велосипедите, го должиме како известување до вас и до сите граѓани. Ајде баш убаво, да ќе се допрашаме утре, па
Верувам дека и тоа на многу би не е важно. Така, секако ќе се пушта до крајот на неделата, значи комплетно сето она за обврските правилата, протоколот, ете за превоз на милиници, велосипеди, сето тоа ќе се одржи во комплетна информацијата, нели, во однос на начинот на функционирање на Стараст. Десвина, ти благодарам уште еднаш за денешното учество во утрински брифинг. Благодарам и вас, добар ден, секој добро.